Добар, убав и среќен ден, драги наши пријатели на Вкусот на традицијата. Добре ни дојдовте. Ние сме во комплексот Златно буре Кучково во нашата кујна. Тука се подготвуваме за новиот рецепт на денот. Ние секогаш сакаме да дзирнеме, значи во некое постаро, подзаборавено ковчеđe каде што стојат тие стари тетратки, намастени, пожолтени, од мајки, баби, прабаби и така натаму. И да ги земеме тие рецепти и да ги подготвиме заедно, да ги споделиме со вас. Еден од тие рецепти е и малешевскиот кашкан компир. Значи, тоа е еден прекрасен специјалитет, што навистина не можете да му се изнајадете. Ете, јас така, дури ни име не му давам, значи, кој е макало, што не можеш да му се изнајадеш, кашканиот компир, затоа што Малешевијата е познат регион по компирот, и како што е малешевскиот компир, нели, велат дека посебна сорта вирее таму. Прекрасни компири што се одлични за вакви видови на макала, пинџури, за тави, па и така да го јадеш. Најубав е малешевскиот компир со кајмак да се пече, мераци. За да го направите овој кашкан компир, вас ќе ви бидат потребни 4 до 5 компири претходно излупени, сварени, и кога ќе трае процесот на подготовка, компирите да бидат топли, да не се изладени. 3 пиперки, ако се помали, ставете 4 или 5. Една голема главица кромит, масло по потреба, сол, бибер и буковец. И едно гезве. Знаете зашто ми е гезвето? Ама ќе видите после. Сега не ви кажувам. Најпрви ќе пуштам ринглата да се загрее, додека ги исечам компирите. Значи, пржената пиперка дава посебен шмек на ова макало. А од каде му доаѓа името кашкан? Затоа што се кашка она, знаете, се меша, се толче, се брка во тавчето, во тенџерето. Исто, околу, за оваа количина, децилитар и половина сигурно ќе отиде. Прво ќе го ставам кромидот да се запрши. Да омекне. Значи не треба она баш да е пржен, него да омекне, да добие стаклест изглед. Така. Нека си се пржи сега. Јас ќе ги насечкам пиперките. И да има семки не е страшно. Значи, кашканиот компир секогаш се прави со зелени пиперки, да знаете. Со зелени пиперки. Чека овака криво насадена. Јас секогаш за пржење ги бирам тие што се криви, така натаму, но се знае за полнети пиперки, за пржени цели пиперки, тогаш ги бирам правите.
Еве и пиперките се подготвени. Додека си се пржи кромидот, значи имаме сега организација. Го пржиме кромидот, тој си е на ринглата, а јас сега ќе го толчам, ќе го истолчам, ќе го измечам компирот. И водата не му ја фрлајте, значи вака. Водата нека си остане. Ќе си го принесам овде. Така. И компирите треба да останат во водата, нели? За да може добро да ги испасираме, да ги столчеме. Така. А и водата, нели, ќе искористиме подосна, ќе видиме колку ќе ни треба. А и гесвето ќе го искористиме. Ете така. Сега можам и со вилушката да работам. Леле, ги обожувам сите овие македонски јадења. Компирот си останува. И ми подзагореше за малку. Кромидот треба да се препознава. Сега ќе го намалам малку и ќе му ги додадам и пиперките заедно да се пржат. А потоа се ставам кај компирот. И морам да му дворам тука на него, за да не ми изгори. Ќе го посолам. И тоа и тоа. И компирот, и зајрето. Значи, ќе ставам прстопат сол кај кромидот и кај кромидот и на компирот. Тука ќе ставам малку бибер, обавезно оди бибер во овој компир и малку буковец. Ајде така. Еве што убаво си испржи пиперката и кромидот. Одлично. Сега го ставам кај компирот ова зајре. Така. А ќе стоплам малку водичка, кај што се вареше компирот. Сега ќе видам колку ќе ми треба. Доволно е ова. Сега убаво ќе промешам. Ќе го промешам компирот со кромидот со. Убавина. Погледнете. Убавина. Сега малку само ќе му ставам водичка. Морам да пробам за сол. Одлично сум го погодила на сол. Само да проврија водата.
Гезвето, знаете ли зашто ми треба? Ти треба да го жижнам ова. Кажете ми колку од вас за жижнување за пинџур користеле гезве. Гарантирам, тргнувајќи од нашите баби и мајки, секогаш во гезве ќе го превриеа маслото и ќе го попареа пинџурот. Ете, затоа ми требаше. Еве го врие веќе. Добро. Значи, само малку да не претерам. Ете, така. А маслото, нека си се прегори тука и ќе го жижнам. Така. И ова и кога ќе се излади, не се стуткува, затоа што има масло во него, кромит, си останува така. Можете и ладно да го јадете, и топло. Така. Топол леп, една векна, сиренце, патлиџанче на 4, се може. Ајде да видам сега ова докаде. Уште малку му треба. Така, ако ќе го жижнам, да го фати и буковецот тоа жижнатото. Така. Ете што е македонската традиционална кујна. Видовте со колку малку работи може да се направи прекрасно јадење и да уживате сите. Еве го, аќ. Чекај да проверам. Уште малку. Уште малку. Додека не го слушнам ова да жижне, да чрчори овде, не е готово. Не е готов кашканиот компир. Ајде сега да проверам. Еве го. Сега се знае што следува. Напади си децата, седни, јади. Сега тоа е наред. Ви останете со нас да си ја поставиме трпезата и сите богато да си се изнајадеме. Еве го кашканиот компир, го послуживме со парче сирење, патлиџанче, лепче. Кој вели дека компирот не одел со леп? Море ова макалце си оди. И со лепче, и со сиренце. Ајде да видиме вака. Една убава комбинација да си направа. Леле, колку е добра. Леле, мераци, колку е добар компирот. Те тера да јадеш уште и уште и уште. И можете да замислите како е убаво и со сиренце. Ме воодушевува овој вкус затоа што е интересен, не секојдневен. Ова е еден од плеадата на рецепти со компири, посебно малешевскиот компир. Направете го ова и уживајте во неговиот вкус. Навистина е пре вкусно.
Мене ми е како мелем на рана, ете така. Па со сиренце. Драги мои, ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата и знаете како велат. Јас никогаш не сонував за успехот. Јас работев за да дојдам до успех. На здравје!